Орце Коцевски, вие сте председател на Синдикат на полиција на Македонија. Вчера имавте пресконференција. Ќе можете ли накратко да ни споделите она кое што вие ја информиравте јавноста? Парен, добар вечер за вас и за вашите гледачи на порталот. Па не знам како да кажам, значи ние вчера имавме прилика да запознаеме јавност и вработените во Министерството на внатрешни работи дека првиот човек на Синдикат на полиција во Македонија, односно јас како председател, незаконски и надвор од сите процедури на колективниот Закон за работен однос и Закон за внатрешни работи, бев распореден надвор од местото на живење. Тоа е, како да кажам, институт што го користат правната служба и министерот за внатрешни работи во најновиот период, по потреба на службата, институт кај што е спротивен на сите правила на прописи, затоа што колективниот договор и Законот за внатрешни работи пропишува што треба да биде распоредување согласно потреба на министерството. Но тука во конкретниот случај, во мојот случај станува збор дека веднаш после протестот што беше организирано од страна на Синдикатот на полиција во Македонија, веднаш после тоа започната во Министерството постапка за моје именување и абсурдот да биде многу поголем е тоа што целата постапка за изготвување, за промена моја од претходното работно место до сега, кај што сум сега моментално, е направена во време кога министерот користел отсуство од работа. Самите знаете дека согласно Законот за работни односи, отсуство од работа, односно боледување или било какво друго отсуство, значи дека треба да бидеш ослободен од сработните обврски кај што ти ги дава твојот работодавац. На крајот на кришата од тие причини постои заменик министер, заменик раководител и така натаму, значи лице кое што го менјава во случај на негова отсуство од работа. Зошто министерот како одговорно лице се дрзнал и потпишал такво незаконско решение во време кога бил отсутен правно да не присуствува на работа, ја мислам дека во наредниот период треба да објасни како на вас, на невиновите, така да и во некоја понатамошна постапка каде што ќе во наредниот период ќе предстои. Така се надеваме дека ќе имаме прилика да слушнеме и од нивна страна што и зошто се случило тоа прераспоределување. Кажете ни колку километри сега сте оддалечени од својот дом? И колку време патувате? Така, значи вака сега мора да знае јавноста дека јас моето место на живење во Велес, јас сум прераспореден незаконски надвор од местото на живење во седиштето на Министерството за внатрешни работи. Значи од моето живеалиште Министерството е оддалечено 55 километри, повеќе од 55 километри, значи јас секојдневно во секој работен ден ќе бидам принуден во два правци да патувам повеќе од 100 и 110 километри за да стасам до своето работно време. Јас сваќам дека ова сето што е направено не е направено по потреба на службата, дека во таа служба каде што сум јас моментално дека толку сум бил потребен со намера јас да допринесам за таа работа. Дај Боже да е тоа така вистината и дека после доколку е тој основ таков, после 6 месеци да се вратам. Ако е така, значи јас кажувам дека ќе ги давам сите мои капацитети согласно моето знаење и искуство и да ја подобрам таа служба веќе каде што ме пратиле, но сметам дека целта на оваа работа не е ништо друго освен замолчување на синдикалното движење, замолчување на Синдикатот на полицијата во Македонија и замолчување на сите тие активности, дејности што ги прави моментално Синдикатот на полицијата, како единствен синдикат кој што реално во јавноста и пред колегите ги прикажува сите тие проблеми и катастрофални услови со кои што располагаат колегите во Министерството на внатрешни работи. Значи ние за проблемите може да зборуваме до утре сабајле ако сакате. Значи проблемите не се такви како што сака министерот за внатрешни работи да ги каже. Значи министерот кога го гледате секојдневно на порталите, на неговата фан страна и така натаму, значи вие ќе мислите дека станува збор за кузне зашто станува, значи не е битно тоа. Јас ќе кажам дека сето таа работа сметам дека е пропаганда и е пропаганда затоа што вистинската и реалната слика во министерството е 100 пати покатастрофална колку што он прикажува моментално во јавноста. Дека тоа е така, секако ние вчера во самиот прес кажавме дека вистината за Министерството за внатрешни работи допрва доаѓа, така да во наредниот период со материјалите и со информациите за кои што располагаме, детално колегите, јавноста и вие како медиуми ќе бидете запознаени за сите тие работи што моментално
се соочуваат колегите нели на своите работни места. Господине Орце, ви благодарам за оваа изјава и бидете во добро здравје, се гледаме наскоро. Фала ви, благодарам, хубав ден и вас. Поздрав.